Почитувани гледачи, Бизнес клуб оди понатака, вечерва со нас е Виктор Мизо. Добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Виктор Мизо, икона на странските инвеститори во Македонија. Точна ли е таа? Мислам дека за странските инвеститори никој лично не може да каже дека странските инвеститори дошле заради еден човек, но да, во времето кога Македонија како држава започна активно да работи во тој процес, јас бев еден од клучните луѓе во тимот. Така е. Се сеќавам кога 2006 година донесов одлука за формирање на Советот за странски инвеститори. Не се консултирав со тебе. Јас формално мојата работа започна почетокот на 2007 година, така да тогаш не бев вклучен во процесите во државата. Не, некој да не поврзува денеска, зато го потенцира. Јасно. Значи, донесов решение со кое што формиравме Совет на странски инвеститори, горцум на тоа што тоа е едно од делата што го обележа овој период на работење на Стопанската комора на Северна Македонија. Али во секој случај од 2007 година натака тоа све одеше со координација меѓу мене и тебе. Точно, и Советот за странски инвеститори низ годините беше она тело кое ги обидени сите компании со странски капитал. Бидејќи има многу билатерални комори во државава, кои ги застапуваат интересите на компании од различни земји, но мислам дека Советот за странски инвеститори на едно место, без разлика од каде инвеститорите доаѓаат, од кој сектор се, и во соработка со Стопанската комора, заедно можеме нашите потреби да ги усогласиме и да бараме реакција од страна на владата. Ако Советот за странски инвеститори беше моје дело, има тамо едно тело кое што ти го оснива и тоа е твоја заслуга, Асоциацијата на компаниите членки со напредни технологии, така беше? Така беше, да. И тоа остави сериозна трага во работење. Причината зашто тоа тело беше формирано е на почетокот Советот за странски инвеститори не ги опфаќаше најмногу од овие новите гринфилд инвестиции, без разлика дали се тие лоцирани во технолошко-индустријските развојни зони или надвор од нив, и целта беше ние да се групираме. Тие компании воопшто не беа ни членки нити на комората. И на тој начин ги привлековме нив да се дел и од Стопанската комора и од Советот за странски инвеститори, и преку тоа тело нивните потреби и нивните барања од државата да бидат артикулирани на соодветен начин, и имавме многу заеднички средби со државниот врв во изминатите 7-8 години. И беше респектирано тоа тело? Апсолутно беше респектирано, бидејќи тука се најголемите компании извозници, но истовремено најголеми компании и по број на вработени. И второ, што е многу битно, заедничката средба што организиравме во Александар Палас за размена на искуствата, користење на искуствата технолошки на странските инвеститори со домашните. Се сеќаваш ли? Да, точно. И тука многу се тие средби важни, но истовремено и можноста да најдеме соработка помеѓу странските и домашните компании. Ова подолго време е тема на дискусија зошто нема голема соработка помеѓу странските и домашните компании, но процесот на едукација кои се потребите на странските компании, и тоа беше еден од првите настани кога тој линк беше воспоставен. Во секој случај, долги години, Советот за странски инвеститори, Асоциацијата за напредни технологии, она што беше берза помеѓу напредните технологии, домашните компании, заедничката едукација, ја одбележаа нашата работа. И можам да кажам дека еден од поуспешните проекти. Се согласувам и мислам дека низ годините евалуиравме во едно од не сакам да речам најважните, но многу важните тела или институции во рамки на Стопанската комора, и континуирано имавме плодна соработка, но и резултати. И дека сите влади со кои што соработуваме ја препознаваат неговата улога како треба. Точно е. И секогаш одговара на нашите барања, беа присутни на нашите состаноци. Може да не се реализираше све како што се очекуваше, али во секој случај волја имаше за таа работа. Волја имаше, имавме диалог, имавме средби, точно е, не се реализираше се, но мислам со тек на време
имаше разбирање дека она што ние го бараме не е различно од домашните компании, можда бе ние можеме полесно тоа да го кажеме, не сакам да речам без страф, но едноставно немаше никаков проблем странска компанија да каже за некој од овие потреби, бидејќи на крај на денот за македонската економија тие работи ако се решеа и се воспоставеа во пракса, тоа ќе значеше поголема конкурентност и до домашните компании. Така. Ето тој убав пример го презедоа и други организациони облици кај нас, кои што развива Македонската енергетска асоциација, разни клубови кои што наменски беа формирани за решавање на определени проблеми и така натаму. Така да може да се рече дека човековиот фактор е клучен во определувањето и во стварањето на институции кои што после кога ќе останат значат и се сериозна потпора и алатка за бизнисот во неговите настојувања да оствари што поголем профит. 2017 година вие дојдовте во реалниот сектор. Се вратив во реалниот сектор. Се врати во реалниот сектор, поточно. Се врати во реалниот сектор, точно е. Смената на власта во јуни 2017 година, мојата функција не беше поврзана директно со владата. Јас ја во тој период бев директор на дирекцијата за технолошко индустријски развојни зони. Јас останав на таа позиција уште околу 2 месеци, негде кон крајот на јули поднесов оставка и реално гледано јас дури размислував да се вратам назад во Америка. Во тој период. Но кога формално ја поднесов оставката, неколку од компаниите инвеститори во државата со кои активно соработувавме во изминатиот период, директно се јавија и понудија можност за работа и соработка и ангажман. И така дојде до средбата со Костал. Така дојде до одлуката за работа за Костал и одлуката Јас никогаш не сум работел со германски компании, така да германско фамилиарна компанија е малку поразлична од англосаксонскиот свет кога работите за големи компании кои котираат на берза. Но производот кој Костал го произведува во Македонија е технолошко најнапреден производ од автомобилската индустрија од било која компанија и корените од Охрид едноставно одлуката ме влечеа и реков зошто да не го земам и овај предизвик да видам како може да се справиме со тие можности за развој. Тука повторно ја покажа твојата способност. Костал се развива одлично, оди напред. Што може да ни каже за плановите за понатака? Костал успеавме за период, формално сега веќе работиме 8 години. Успеавме во тој период да станеме еден од 10 најголеми извозници во државата. Броиме околу 1200 вработени, што е повеќе од првичниот план. Никогаш не се планираше повеќе од 800 луѓе на едно место. И нашата компанија не е трудоинтензивна, затоа бројот на луѓе не е толку важен, но успеавме некои од најкомплексните проекти кои ги имаме во рамки на цела групација на глобално ниво да ги донесеме токму во Охрид. И планот е во 2025 да успееме да имаме извоз од Македонија од над 240 милиони евра. Нормално тоа зависи како автомобилската индустрија ќе се развива, но до крајот на декадава може да постигнеме и над пола милиарда евра само од една локација, што би на глобално ниво би биле една од првите 2 локации на Костал. Би биле неправедни ако во оваа прилика не го споменеме нашиот пријател, заеднички твој претпоставен долго време, Крис Андерс, човек кој што го сакаше Костал повеќе, ми се чини, од својата фамилија, и човек кој што го сакаше Охрид и го направи она што многу луѓе не успеа да го направат, да го подигне пак на индустријско ниво, после дебаклот што се деси со растурањето на Југославија. Точно. Крис Сандерс, ние двајца сме сретнали со Крис Сандерс, мислам, барем во 10 прилики, без разлика дали тие биле во Охрид, во Скопје, во Берлин или на други дестинации низ светов.
И Крис Сандерс, сега веќе покоен Крис Сандерс, навистина негова беше одлуката да Костал токму ја лоцира таа инвестиција во Македонија и во Охрид, и неговото мото секогаш беше да бидете голема риба во мало езеро. Охридското езеро е големо, но коментарот беше не е секогаш добро да сте во главниот град на државата, туку во помал град, каде што вие ќе бидете најголемата компанија која ќе има респект, која ќе успее да ги привлече најдобрите луѓе, и тоа е зголемува конкурентноста. И тоа е мотото на Костал низ цел свет. Тој човек ме импресионираше затоа што беше роден британец. А целиот живот го помина во Германија. Во Германија, во Ирска, и на многу други локации каде што Костал започнуваше со нови инвестиции. Така да тој 43 години од својот живот помина, работен живот помина во Костал. И што е многу значајно, пристапот во разрешувањето и во разговорите со владата, прашањата, му беше многу оригинален, људски и едноставен. И затоа мислам дека го прифаќаа сите. Да, и го имаше онај англиски суптилен хумор од една страна, но на многу софистициран дипломатски начин ги кажуваше работите, ги кажуваше приоритетите, но со некаква германска прецизност. Така да успеваше... Имаше споено тој британски менталитет со германскиот, прилагоден на балканските прилики, тој е редок случај и треба да видиме горди што го познаваме тој човек. Апсолутно, и тој човек во неговата куќа во Германија никогаш немаше купено телевизор, слушаше BBC радио и читаше книги. Така да јас се сеќавам, нашето знаме многу често беше истакнувано од негова страна, а имаше грчки комши, така да и оригиналното наше знаме сакаше да го купи и тоа да го истакнува во центарот во Луденшајд каде што живееше. Но истовремено имаше и дрес од нашата фудбалска репрезентација, но имаше многу книги и дури купуваше книги, ја купи и Библијата на македонски јазик, купи делата на Маркс и Енгелс на македонски јазик, Mein Kampf и слично, се сакаше да има и да научи што и како во други земји од светот се прави. Многу успешен проект, кој што гледаме дека ќе има, ако бидат приликите како што треба и понатака, со голем скок на развој, е Костал, и тоа мислам дека е силен поттик и за другите инвеститори и гаранција да продолжат со своето действување во Македонија, а и нови да дојдат. Потребно ли е нова стратегија или може на постојната да се привлекуваат и понатака страни инвеститори? Јас сметам дека треба една целосно генерирање не само на нова стратегија, на нов пристап на размислување што и како треба ние да направиме како мала држава со многу лимитирани ресурси. Овие ресурси пред 15 години не беа толку лимитирани, иако бевме мала држава. Невработеноста е на многу различно ниво отколку што беше тогаш. Бројот на луѓето кои навистина живеат во Македонија е различен, така да абсорбционата моќ за привлекување на трудоинтензивни компании веќе не постои според мене, и треба детално да направиме едно мапирање од кои сектори, од кои индустрии и каков вид на компании сакаме да привлечеме. Мислам дека огромната концентрација кон автомобилската индустрија не е добра за никоја држава, вклучувајќи Нема дисперзија на ризик. Нема дисперзија на ризик и таа индустрија е многу циклична, и кога се случува, а знаеме дека во автомобилска индустрија формално од 2019 година до денес се уште сме во криза и таа ќе продолжи и понатаму, или пак промена на технологии и начин на размислување на автомобилските компании, така да треба да видиме како тоа да го земеме во обзир, но истовремено како компаниите кои се веќе присутни да направат промена во нивните активности, наместо трудоинтензивни, да станат капитално интензивни компании со зголемена додадена вредност, да успеат со истите ресурси, дури и помал број на луѓе, со технологија, со автоматизација, роботика, дигитализација, да имаме
поголема додадена вредност во државата. Тоа не е Тоа лесен треба да процес. е и општа политика за која што се залага Стопанската комора. Апсолутно, бидејќи извозот, ресурсите се многу мали и ние сме мала држава која само мора да биде извозно ориентирана. Која го напушти Охрид? Роден во Охрид и во Охрид живеев до некаде мојата 5-та година, потоа заради работата на татко ми се преселивме во Скопје, така да освен прва една година во градинка во Охрид, целото мое формално образование до завршетокот на гимназијата било во Скопје. Учев во Ленин, а потоа гимназија во Корчагин. Учеше за Ленин, во Ленин. И, за Ленин не толку многу во Ленин, за Ленин повеќе учев во Корчагин, но учев во Ленин и многу беше интересно кога јас од релативно... Мене ми е интересно како се кратат имињата. Никој нема да рече Владимир Илич Ленин. Владимир Илич Ленин. Бидејќи јас уште за времето на основно и средно училиште одев на многу републички и сојузни надпревари по математика и физика, релативно рано во за време на мојата едукација сакав или одлучив дека сакам да одам на факултет во Америка. И многу беше интересно кога таму имав напишано основно училиште Владимир Илич Ленин. Јас започнав со факултет 90-та година за времето на Југославија и тогаш се уште во Америка имаше една фобија од комунизмот. Мислам дека ако некому му дадовте опција да биде позитивен на СИДА или да бира комунизам, ќе избера СИДАта. Се уште имаше голем страф и фобија од комунизмот. Така да Владимир Илич Ленин... иконата на комунизмот. Владимир Илич. Кога требаше да преведам што значи марксизам дека и самоуправување дека сме учеле, тоа беше многу тешко да се преведе тој предмет. Скопје, вие каде до Америка? Значи во Скопје завршив гимназија и потоа на факултет во Рочестер, Њујорк, тоа е третиот најголем град во државата Њујорк, тоа е на северозапад, на една од големите езера, на езерото Онтарио, тоа е другата страна на Торонто, на Канада, но во Рочестер во тоа време беа централите на Кодак, на Xerox и на Bausch & Lomb. Bausch & Lomb производителот на Ray-Ban научарите. Така да многу индустријски концентриран град со индустрија, со многу напредна индустрија и јас завршив тамо машински факултет и постдипломски студии машински факултет на Rochester Institute of Technology. Харвард, Бостон? На Харвард стигнав врз основа на кога завршив постдипломски студии, прво започнав мојата кариера како дизајн инженер во Магна, на системи за возила со погон на 4 тркала и потоа почнав да работам преку една многу престижна програма под покровителство на Джек Велч во General Electric. Тоа се викаше Technical Leadership Program, тоа беше програма за техничко доусовршување, но и лидерско доусовршување. 2 години е таа програма, ние се гледавме со Джек Велч, кој според мене до ден денес е најпознат светски извршен директор, со понекогаш екстремни ставови, но General Electric беше убедливо најголема индустријска компанија во тие моменти и според него секогаш се знаеше, ние сме или први или втори во било која дејност и се друго не е важно. Тогаш го сретнав и Мајк Зафировски, некаде 95-та, 96-та година. Тој беше на висока позиција во General Electric. Потоа работев една година во таа програма Black Belt Six Sigma, тоа е програма за квалитет, која ја водеа General Electric и Motorola, првите 2 компании кои тоа го воспоставија, но како техничко лице инженер видов дека вие работите, јас работев на дизајн на локомотиви. Вие ги правите сите оние проекти и работи, но некој кој работи во финансии, на петти спрат, воопшто не знае што е производот, нити каде е производниот погон, но тие одлучуваат за буџетите. И реков, јас ќе одам на постдипломски студии на бизнис администрација, конкурирав на 3 факултети на источната обола, но кога добив писмото од Харвард дека ме прибере на Харвард Бизнес Скул, автоматски
Тоа е не само првиот и единствениот чекор и одлука која може да се направи. Колку Харвард допринесе за твојот развој понатамошен? Многу. И зошто многу? Која? Harvard Business School како бренд и како историја е можеби најселективната школа во која каде може да аплицирате за да ве примат. Не само универзитетот Харвард, туку само бизнис школата на Харвард, која е од друга страна на реката. Харвард е во Кембридж, Масачусетс, Харвард Бизнес Скул е во Бостон. Но тамо во тој период од 2 години активно сте работите, учите, се надпреварувате, бидејќи тамо секој предмет кој го слушате е надпревар со тие кои се од вашиот тим. Градите вештини. Градите вештини. Потребни за бизнисот. Не само тоа. 80 луѓе се во еден клас. И вие, начинот на оценување е дека 10% од тие 80 добиваат нешто што би било паралелна на наша единица. Добиваат оценка со која тие тој предмет го паѓаат. Бидејќи имате конкуренција меѓусебна. Во реалниот бизнис е така. Не може во нормалниот свет да биде win-win, сите да победуваат заедно и да се срекни. Како е врската меѓу Харвард и бизнис? Воспоставува. Американскиот капитализам е директно презентиран на Харвард. Најголем дел од глобални менаџери на високи позиции во компании се Harvard MBA. Претходно студирале таму. Не, зборот ми е дали во програмата на школувањето на Харвард има бизнис искуство. Апсолутно, целата програма, таму не учиме од учебници, нема ниту еден учебник. Нема учебник, се учиш е практичен Точно, кейс тоа ми е стади, потребно. Каде што на тој кейс стади, ние во тие 2 години требаше да поминеме, ако не слажам, нека околу 850 кейс стади. Практична случка која се случила во бизнис секторот од различни дејствувања, дали е тоа маркетинг, дали е финанси, дали се оперативни активности, менеджмент или слично, и ние понекогаш и протагонистите од самиот тој кейс стади доаѓаа и ни презентира што точно се случило од кога ние дебатиравме како студенти што и како сметаме дека треба да се направи. Се е пракса од бизнисот. 25 години која ќе славите? Во јуни 2025 имаме 25 годишница и планирам, минатата недела ги добивме информациите, да резервираме хотел и сето тоа, бидејќи мислам дека над 75% од колегите ќе дојдат, бидејќи 25 години е важен. Тие сигурно сега се на значајни позиции во светот. На многу значајни позиции во светот. И тоа е голем капитал и за тебе, и за комората, и за... Апсолутно. Јас еве ќе ви кажам една анекдота. Некаде 2012-та или 13-та, во времето кога организиравме како држава роудшоуа. Едниот од тие роудшоуа беше во Harvard Club of New York. Во Harvard клуб во Нью Йорк, прво треба да сте студент од таму, за да добиете можност да влезете воопшто таму, бидејќи ексклузивитетот на тој Harvard клуб е на многу високо ниво. И истовремено една од сликите кои ги видовме внатре беше сликата на Обама, бидејќи тој бил студент на Харвард. Тој бил на друг факултет, не бил Harvard MBA. Но она што беше важно е таму добивме ние можност да ја презентираме Македонија како бизнис дестинација, така да тие колеги, пријатели со кои сум соработила претходно, навистина тоа се извонредни конекции кои ги имате до крајот на животот. А Харвард колку години има постојање? Универзитетот Харвард е најстариот универзитет во Америка. Ако не се лажам, формиран 1636 година, но бизнис школата е најстара бизнис школа и таа во 2008 година имаше 100 годишница. Значи, сега се околу скоро 115 години од почнување, над 115 години искуство. И традиција. И традиција, така е. Овде све што гледам, вашиот животен пат после кроз големи компании, кои што се светски познати, General Electric, McKinsey, Magna,
така натаму. Така е. Сето тоа вас ве донесе во позиција да споредувате, да видите, пред да дојдете тука, пред да почнете да раководите вие со така големи комплексни системи. Ме интересира едукацијата на луѓето. Во сите тие компании е решавана на кој начин и што мислите дека е најдоброто решение за тоа? Едно што без разлика каде сте, прво во Америка факултетот или едукацијата каде што сте студирале е еден од факторите дали и кој вид на компанија воопшто регрутираат од тие школи. Така да Harvard Business School одат најелитните компании, тамо сакат да регрутираат кадар, без разлика дали се тоа компании од банкарскиот сектор, технолошки компании, консултантски компании или најголеми индустријски компании. Но истовремено и кога ќе почнете да работите релативно рано во мојата кариера и во Magna и во General Electric, па и во McKinsey, како најпозната светска компанија за менеджмент консалтинг, имате континуирано учење и доусовршување. Никогаш она што сте го учеле на факултет не е доволно и не е најновото, бидејќи континуирано имате понови процеси или некои иновации и на полето на менеджментот и лидерството, како да се справите со некои комплексни ситуации, но истовремено и во она која е сферата на работа која имате. Така да за мене е најважно да има континуирано учење до усовршување. Ова го практикуваме ние и во Костал сега, бидејќи голем број од луѓето имаат внатре во рамките на компанијата или ментори, или имаат луѓе со кои добиваат некакви нови лидерски вештини, организацијски вештини, но истовремено ги испраќаме на обука за да добијат нови посовремени знаења. И според мене, да го кажеме, да го цитираме Ленин, нели Ленин рекол се учи додека сте живи. И овдека во случајов и на американски, на германски компании, учењето мора да е континуирано учење и да се учи додека работите и додека сакате да сте конкурентен. Многу пати често знаете да кажете дека комората треба као цел да постави во наредните 100 години да изгради 100 нови лидери. Да. Што значи тоа? Што значи лидерство според мене? Е да се навратам на еден проект кој постоеше додека јас работев во процесот на привлекување странски инвеститори, економските промотори. Или вработените кои работеа тогаш, начинот на кој беа или примени на работа и избрани и вработените во Агенцијата за странски инвестиции во технолошка индустријска развојни зони и сите оние знаења со кои тие се здобија за време на тие работи. Сега тој проект веќе не постои, но што успеавме направиме? Многу од тие луѓе стана потоа министри, стана извршни директори, не знам, на Тиквеш, влегоа на висока позиција во Алкалоид, стана директори на странски компании во технолошко-индустријските развојни зони. На неколку компании во моментот директори се компании кои беа дел од тој кадар. Работат меѓународно. Имаме представник кој беше наш промотер во Соединетите Американски држави и сега работи во Отава во Инвест Канада. Значи, многу од тие луѓе се на еден или друг начин работат како економски аташеа во западноевропски амбасади овде кај нас, што значи дека тие на еден или друг начин ги познаваат случувањата во бизнисот, економијата и сите тие низ тоа работење, учење, кога како држава активно работевме на нешто што беше ново за Македонија, стигна до таа можност да станат идни менаџери и лидери. И заради тоа мислам дека овие нови 100 лидери кои треба да ги имаме во држава, секој вид на едукација која може да ја добијат. Еден вид од таа едукација која за мене е малку разочарувачки е она кога државата ги стипендираше најдобрите студенти кои може да се кои беа примени на топ 100 факултети во светот. Таа програма беше супер, ама што направивме таа програма? Не навлегувам од кои причини,
Најголем дел од тие луѓе, наместо да се овде, тоа знаење да го пресликаат во државата, тие се сегде негде во странство, а тоа е финансирано од даноците на македонските граѓани. Наместо некој кој да бил одговорен за тоа, да најдел начин или да бидат тие тука, да им се понуди можности работа или во државен или во приватен сектор од една страна, или пак, ако тоа не било прифатено, нека ги платат сите оние договорни пенали. Што постојат, така е. Но ние тој кадар го губиме. А како држава, човечкиот кадар е основното во секоја организација. Во секоја компанија, без човечкиот кадар и без знаењето, не можете да одите. Вие може да имате колку сакате роботи и автоматика. Но Тоа без значи ништо. дека и низ најголемите фирми во светот процесот на едукација, на стварање на лидери тече континуирано, нема застој и има систем кој се секој го надградува. И една друга работа која е многу важна од корпоративниот свет. Имате succession planning, што значи дека за секоја позиција имате планирано кои луѓе во случај да нешто се случи на тие лидери, како ќе најдете кадар од внатре да влезе на нивните позиции. Значи, најдобрите компании од светот не земаат кадар од надвор. Го креираат својот кадар внатре и тој кадар расте и полека оди нагоре во таа пирамида на лидерство. И ова е многу важно и во компании, и во комората, односно други бизнис асоциации, но и во државата да се знае кој и како оди напред. Очигледно дека процесот низ кој поминавте овозможи да сето тоа сега го испорачате као искуство на својата држава и со своите предлози, со своите иницијативи предначите во комуникацијата во државата. Многу луѓе на тоа гледаат позитивно, многу луѓе гледаат негативно и тоа ние не можеме да ги оспориме и што ќе мислат и што ќе споруваат. Меѓутоа, мислам дека треба да се расчисти дилемата дека само работата и трудот и упорноста постигнуваат резултати и вие го покажавте тоа и на планот на Костел и на планот на водењето на странските инвеститори, па и со Стопанската комора. Апсолутно она што го правиме. Во многу случаи работите во секоја организација зависат од лидерот и од неговите способности, знања или неговата креативност и идеи. Но мора да имате подршка од целиот тим. Ниту една работа не е one man show. Овдека не играме тенис на Вимбалдон, па дури и тенис на Вимбалдон, ако играме 1 против 1, за секој познат и успешен тенисер стои тим. Но во нашиот случај, и мислам дека е важно да имате вие тим кој ќе може прво да креирате од тој тим. Не е најважната работа според мене лојалност. Туку најважната работа е некој да верува во она каде вие сакате што сакате да постигнете, каде сакате да однесете организацијата и да креирате ентузијазам, желба за луѓето со жар и со волја да работат на постигнување на заедничката цел. Бидејќи во најголем број на случаи ова не се индивидуални желби или потреби, туку тоа се групни барања, идеи или пак совети како државата да ги адаптира своите активности за потребите на компаниите. Од таа гледна точка се согласувам, некои може би гледаат позитивно, некои не гледаат позитивно на тие идеи за белешки, но доколку се дава конструктивен критицизам, тогаш секогаш ќе одиме напред. Само да се плука и да не се даваат идеи и решенија, тоа според мене не креира никаква вредност. Во секој случај вие сте оригинална личност, личност која што е препознатлива во јавноста, личност која што има лидерски способности, тоа е докажано и вие сте, да речем, човек кој што многу и помогна и може да и помогне по натамошниот тек на Македонија. Кои се идните планови на Виктор Миза? Веќе повеќе од една година од кога Крис Сандерс, кој го спомнавме претходно во нашиот разговор, прво беше се пензионира, а потоа
и ненадејно почина, јас ја добив можност од страна на Костал да ја добијам, да ја работам неговата претходна функција, што значи дека јас сум подпредседател на целата Костал групација во односите со државата, државните институции, било каде глобално сме, каде што сме ние присутни. А Костал во колку држави пристап? Костал е раширен во 46 држави во светот, а во 21 од нив има производствени процеси. Значи, ние сме на 5 континенти. Јужна, Северна Америка, Европа, Азија и Африка. И тука влегуваат и другите бизниси, не само автомобилскиот бизнис во кој работи Костал. И фактот што јас не знам германски јазик, но ја добив таа можност од страна на Костал, значи дека, или барем се надевам, дека поседувам знаења, способност, умешност, како да помогнам на компанијата во односење на вакви одлуки, вклучувајќи и нови одлуки за инвестирање. Значи, сега јас сум тој кој му дава на собственикот на компанијата и на менаџерскиот тим на компанијата совет кои се нови конкурентни локации за инвестирање или која од постоечките можеме да искористиме на посоодветен начин. И мислам дека добивање на една таква функција ми дава дополнителен жар и елан да и помогнам на компанијата. Тоа не значи да ја запоставам нашата активност во Охрид или да ја запоставам се она што значи помош на државата преку активностите во комората и општествената одговорност. Но овдека тоа ми дава една поширока гледање на работите како другите држави го прават ова. И тоа сознание и тие информации можам да ги споделам за и ние подобро да работиме, бидејќи на крај на денот светот е голема конкуренција помеѓу државите. Колку повеќе можеме да научиме од поголемите и подобрите, толку подобро ќе преживееме, така. Многу луѓе, кога ќе го спомнам вашето име, кажуваат дека даве сретнале сте пешачеле, вие пешачите секој ден покрај Охридското езеро. Така. И веројатно како човек кој што е од бизнисот размислувате што може од тоа езеро да се направи, а Охрид да заработи, Македонија да биде слушната во светот и така натаму. Размислувате ли кога ќе шетате за тие перспективи наши? Сите мои пријатели од странство кои дошле во Македонија биле и во Охрид. И за нив она што за нас може би е не го цениме, за нив кога го видат Охрид или кога се Што е нивна, што као заедничка нитка што прво регистрираат? Прво регистрираат овдека вие имате светска убавина која на многу други места воопшто не постои. Прво сите мислат дека езерото е многу помало отколку она што ќе го видат, посебно ако дошле претходната вечер, па не го виделе езерото. Сите оние можности кои ги нуди езерото, не само тоа езеро, природата, качувањето на галичица, воздухот, културата, историјата, сето она што има да понуди Охрид и околината, треба да научиме како не само повеќе да ги цениме, туку како повеќе да ги промовираме, но за еден пософистициран, поелитен туризам. Според мене не треба во Охрид да има... Да се оде масовен, него на елитен? Апсолутно не на масовен. И сите оние работи, јас би рекол, панагюри покрај на шеталиштето покрај Охридското езеро за време на летниот период, или турбофолк, според мене шунт музика, која се случува за време на летниот период, мислам дека тоа воопшто не е место на Охрид. И тоа треба да се најде начин да се адаптира и да се извади од Охрид. Култниот кафич во Охрид, Аквариус и Мизо, каква врска има? Некој би рекол Аквариус беше моја втора канцеларија. Така ви. Нажалост, веќе скоро една година Аквариус не работи. Не знам каква ќе биде разврската, што и како ќе се случи. Имотно-правна. Имотно-правна и слично, но Аквариус, самата таа локација на самото езеро, да сте тамо
И ние многу пати сме биле таму заедно. Сме се сликале. И сме се сликале и со Крис Сандерс, и со многу други личности, дали со едно кафе, дали со еден квалитетен виски, и мислам дека она што Аквариус го нудеше како едно мало место каде што Како концепт. И како концепт. И наоѓавте луѓе од секаде без никаква претенциозност. Не беше тоа нешто каде што луѓето одеа заради претенциозноста, зашто може да најдат соговорници на различни теми. А Су? И Су е многу убаво место. Јас не дискриминирам. Многу убави места покрај езерото ги користите на еден и друг начин. И Су, и Куба Либре, и Харбор, и Мост. И Значи сето има во и убави Охрид, ресторани. така е. Охрид, апсолутно. Има во Охрид каде што се може да се задоволат и префинетите вкусови на луѓето. Така е. Сите оние гости кои доаѓаат. Иако ние критикуваме и Заедно бевме пред неколку месеци, нели, кога нашиот собственик Андреас Костал беше во Охрид, бевме на вечера во Света Софија. За германците кај нас, дали е Света Софија, дали е Кајче или било кој ресторан каде што и услугата и обилноста на храната, за нив обично се што е за нас предјадење, тие веќе се прејадени. И не им е јасно како треба само таа вечера ќе остане за памета да наместо за бизнис се зборуваше за фудбал. за фудбал. И то за фудбал од некои други времиња, така. Да. Ама таа вечера беше многу добра и имаме можности за пак такви вечери во блиска време. Така е. Охрид мора да стане она што е. По мене тоа ќе биде, па макар и некои се противел на тоа, ќе изградиме автопатско решение, ќе направиме елитен туризам, ќе направиме да се плаќаат влезнина во Охрид, Со рампа. со рампа, ќе и промениме ли луѓето. Кој ќе дојде странецот, наместо да прашуваат за Светинаум, овие го упатуваат во Радожда. Дел од таа општа едукација и подобрување на услуги, сето тоа значи како македонскиот народ е многу гостопримлив. Но понекогаш оние гужви кои се случуваат околу 2 август, мислам дека луѓето од Охрид не икат да се во Охрид во тој период од годината. Но затоа велам елитен туризам со софистицирани гости наместо масовен туризам со луѓе кои не се потрошувачи. И затоа треба да го направиме многу дестинации во светот, на еден или друг начин го лимитираат бројот на туристи, за да ги донесат оние туристи кои... Прашањето ми беше, значи, за промена на менталитетот на охриѓани, кои што треба да сватат дека секој од тој туризам и од тој турист што доаѓа има корист. Апсолутно. Затоа што долго време владееше сваќање, ако директно не имам корист од туризмот, не треба не да го поддржувам. Практично, јас мислам дека секој охриѓанец има без разлика индиректно или директно поддршка и бенефит за себе од тоа. Точно. Секој охриѓанец, иако и времето во 80-тите години во Југославија, а и денес, најважната стопанска гранка која носи приход во Охрид не е туризмот, туку е индустријата. Може би имаше некој период од средината на 90-тите до негде 2000 до почетокот на новите странски инвестиции кои дојдоа во регионот, кога туризмот бил поважен. Но сега бројот на вработени во тие странски компании и економската добивка е можеби поголем, се уште е поголема отколку туризмот. Но треба да работиме многу и на активна промоција туристичка, но и подобрување капацитет. Не треба брендиран хотел во Охрид. Не треба и конгресна сала ни треба да се искористат соодветен паркинг ни треба во Охрид. На самиот кеј имаме неколку објекти хотелски од минатото. Треба брод за гаснење, не дај Боже, на пожар. Апсолутно. Не треба соодветна марина, каде треба да се остават сите оние пловни објекти. Ни треба наместо маратон од Светинаум, кај што не ги гледаме пливачите, кружна трка, која што ќе привлече туристи, која што тоа ќе го комерцијализира. Ни треба Охридско лето да стане комерцијален настан
да се тепаат луѓето да дојдат и да платат поскапа карта за позначен уметник. Бидејќи сега понекогаш имате представи на многу ултра квалитетни уметници во Света Софија, каде што се уште не е, нити Света Софија не е полна, на жалост. Охрид е стварно нешто што уште треба да се гради и голем предизвик за многу луѓе кои што се со светски сваќања, па да се надеваме дека ние ќе партиципираме во тој процес, али ќе има луѓе кои што тоа ќе го изреализираат и ќе ги видат бенефитите од таа работа. И се надевам дека со автопатското решение поврзување да може да се стигне од Скопје до Охрид за помалку од час и половина, тоа ќе значи дека и вон сезоната, секој викенд кога ќе е убаво времето, ќе има Охрид ќе биде полн. Зошто луѓето и покрај вашата упорност и вашето настојчиво однесување да ги остварите целите, имаат позитивен однос према Виктор Мизо? Што е тоа што ги прави луѓето да бидат и покрај можда спротивното мислење и покрај тоа што вие знаете да ги напнувате и да бидете напорен во тие работи, сепак го прифаќаат Виктор Мизо со респект. Мислам дека заради тоа што ако пристапите дека она што го барате не е за ваша лична корист, туку е за корист на пошироката или бизнис заедница, или стопанството, или регионот, или народот општо, луѓето тогаш ќе сватат дека упорноста е за некое пошироко, поголемо добро. Ако барате индивидуални некакви од некого лична помош, која се однесува само за вас, за вие на некој начин да одите напред, да имате финансиска добивка или било што друго, тогаш тоа мислам дека би се сватило на погрешен, дури на себичен начин. Но додека барањата се целисходни и пошироки и кога вклучувате, гледайте, во многу од овие работи... Сепак сакаш да кажеш дека превладува објективно мислење кај луѓе. Да, и во целата таа работа, ако се вклучи поголема група на луѓе, не е барање од еден, но и барањето го воспоставувате во многу случаи. Пред некој месец бевме заедно во владата, каде што ние сме Совет за странски инвеститори, но ние сме дел од Стопанската комора. И заедно бевме со владата да ги побараме нашите. Па поинаку ќе гледа. Погледнаку ќе гледат. Не сте само вие, туку е ова во име на сите. Да, утре ќе го направите тоа со некоја друга асоциација. Апсолутно, бидејќи сметаме дека тоа е важно. И мислам дека и претходно во мојата кариера, без разлика дали сум бил во бизнисот или дури во еден дел од животот која работев, која мојата активност беше поврзана со повеќе со музичка индустрија, тој начин на работа беше практикуван од моја страна. Тоа е нешто што треба уште да го кажеме и да завршиме. Какво е учеството на Виктор Мизо во музичката индустрија, особено во диџејството? Тоа е нешто што во многу, кога тој дел го кажувам, иако не многу луѓе го знаат тоа, во дел од мојата кариера, јас, бекол, крајот на 80-тите години, секоја година одев во Лондон, затоа што еден мој близок роднина беше директор на ЈАД, представништво на ЈАД во Лондон. И јас поминував време во Лондон за усовршување на јазикот и мислам дека беше 88 година, тогаш во Југославија не ни треба визи за ван, Велика Британија. И добив еден мал флаер и бев на некоја журка, не беше тоаш ни техно музика, електронска музика со Пол Олкенфолд. И некако, не знам, музиката имав позитивно мислење како целата таа вечер помина и кога започнав на факултет во Америка бев релативно блиску до Детройт, до Њу Јорк, до местата каде што таа електронска музика многу беше напредна и секојдневна, иако тоа беше тотално некомерцијално. Тоа беа
за напуштени фабрички хали, беа некакви магазини или слично каде што сето тоа се случуваше. Така да станав близок пријател со многу од тие светски познати диџеи, дури во едни моменти и јас лично имав организирано голем број на настани во целиот регион каде што живеев, значи тоа беше дел од Пенсилванија, Њу Йорк, Охајо, но и во Мајами и слично, и влегов во работа по мојата кариера во McKinsey. Започнав формално да работам во компанија TrustTheDJ.com. Тоа беше американско-англиска компанија каде што успеавме да добиеме повеќе од 40 милиони фунти капитал. Ги имавме сите дигитални права 3 години пред Apple и пред iTunes од најпознатите светски диџеи, но бевме малку пред времето. Не можевме тоа на никаков начин да го уновчиме, да го монетизираме, и започнав со менаџерство на некои од најпознатите светски диџеи. Така да јас работев со Тиесто, со Карл Кокс, со Ричи Хотин. Дури го организирав настапот на Тиесто на Олимпијадата во Атина 2004 година. Така да јас живеев во Њу Йорк, но за сите овие диџеи ние како компанија имавме околу 100 светски диџеи во нашето портфолио. Јас бев задолжен за сето она што се случуваше во Латинска Америка и Источна Европа. И Латинска Америка и Источна Европа во тие неколку години на вистина креира бум од гледна точка на договарање со големи брендови. Motorola, Nokia, Smirnoff, Heineken, Red Bull, без разлика дали тоа беа музички настани, дали тоа беа Формула 1 трки или слично. Значи се вртат пари во таа индустрија. Во таа индустрија се вртат многу пари. Многу повеќе отколку што некој размислува. Најпознатите светски диџеи во денешно време заработуваат околу 50 на милиони долари годишно. Годишно. Така да тоа е многу. Плаќат ли данок? Околу данокот. Или има и таму извртува. Околу данокот, сега ќе ви кажам една работа. Според мене, сметководството е, барем начинот на кој нас не научија и на Харвард и во Америка, една од најкреативните професии. Тоа значи, немојте никош да го пречекорите законот и да го прекршите законот, но може да работите и да живеете на ивицата на законот. Ал Капоне беше фатен во Америка за неплаќање данок, не за неговите други криминали. Така да плаќање данок е важно, но да може да ги расширите границите докаде е лимитот. Така да со некои од тие диџеи активно работевме и јас во тоа време и со некои од нив се уште во контакт околу нивно инкорпорирање во некои од холандските Антили, во Панама, во Барбадос, зависно од каде се родени или чија колонија се некои од овие земји од Карипските острови, за да се оптимизира нивниот глобален данок. Живеете во Њу Йорк, на Манхетан? Живеев во Њу Йорк на Манхетан, да. Живеев во период од речи си 8 години. Трчавте во Централ парк? Не, ама возев точак во Централ парк. Многу повеќе возев точак во Централ парк отколку што живеев. Јас живеев долу, јужно, под 14-та улица. Јас живеев во East Village, во Lower East Side, така да од таа гледна точка тоа беше и се уште, иако е многу целиот оној процес на гентрификација, каде што доаѓаат луѓе со многу пари и сакаат да живеат во места кои се многу популарни, посебно за викенди, но во тие периоди тоа не беше центар на финансиските активности, но секој сакаше да дојде во некој мал ресторан или во мал кафич во околината каде што живеев. Мои комши беа Моби, Кристи Терлингтон и некои од другите познати манекенки или музичари, така да понекогаш со Моби неколку пати имам пиено кафе. Милчо Манчевски живееше релативно блиску од локацијата каде што јас живеев. Од Њу Йорк сигурно го свртевте светов, имавте можност.
Имав можност и мислам дека во пасошот имам печат од 126 земји кои сум ги посетил. Да. Што би посетил пак, Виктор? Јас би ги посетил од све што сум видел, неам толку, али имам приближно. Њу Јорк, Истанбул и Сингапур. Што би посетил пак? Јас една работа би ми остала. Јас бидејќи живеев во Њу Јорк и мислам дека Њу Јорк е навистина центарот на светот, но една работа, иако сум го посетил многу пати, би сакал барем една година во животот да живеам во Токио. Во Токио? Начинот на размислување и како се јапонците сетирани, мислам дека е различно од остатокот од светот. Би влегол во конзерва? Добро, животот можда во станот во Токио ќе има негде 12 квадратни метри, тоа е проблемот тамо, но размислувањето на јапонците, како сето она е организирано, навистина е фасцинантно. А дрмањето постојано? Научени се и немат никаков проблем. Не ти како ќе се научиш таа година? Ке се нема да живееш на 50 спрат, негде е на пониско. Но Јапонија ми остана една желба која би сакал да ја, може би, барем една година да живеам во Токио. Ево, од екипата на Трето уво, од екипата на бизнес клубот, ти посакуваме да ти се оствари желбата. И благодарам. Беше интересен разговорот, се надевам и за нашите гледачи и ви посакувам многу успеси понатак. Благодарам на можноста да имаме еден ваков интересен разговор, да се подсетиме на некои случаи од минатото и се надевам дека во иднина ќе се видиме во Токио или било каде низ светот. Сигурно, благодарам.